Знаеме дека до 12-та година сме биле во состав на Турската империја, каде верските слободи биле многу строго ограничени. Се што се случувало во црквите и ништо надвор од тоа. Потоа почнуваат војните од 12-та до 18-та, цели 7 години Штипје воено подрачје на разни национални војски, на разни настани од областа на војната, така да и за традиции многу немало време. Меѓутоа, со доаѓањето на Кралството Југославија на овие простори, кога Штипје во состав на Кралството Југославија, односно Кралството СХС, па подоцна од 29-та Југославија, кога црквата и државата биле едно исто, значи била црквата на власт, ваквите традиции биле многу чести и сите верски празници се случувале на улица, на јавни места, за разлика, да речеме, од претходно. Биле вклучени младинци, ученици, граѓанство. Значи, во тоа време, фрлањето на крстот било на реката Брегалница, на стариот камен мост, што го викаме на реката Брегалница. Она што најмногу ми прави впечаток е што градот во последно време почна да се дели на два дела. Не само што излегоа од верските објекти надвор, да ги продолжуваат монархистичките традиции, може би не монархистички, меѓутоа во времето кога монархијата била овде на власт, не само тоа, туку и градот се подели на два дела. Во Ново село никогаш не се фрлал крст на мостот кај Кежевица, никогаш, тоа е помодарство. Јас не знам кој го тоа воведе и зошто така сака градот да има две фрлања на крстот, на две места. Ние сме еден град, единствен, Ново село е дел од Штип и зошто на две места, тоа не ми е јасно. И не го поддржувам.